Симона, добро утро. Ване, добро утро за гледачите на Македонија на утро. Се јавуваме како што најави ти од јавното предпријатие Водовод и канализација. Граѓаните кои имаат заостанати сметки за вода ќе можат да ги подмират обврските на рати без дополнителни трошоци за камата, заклучно со 5 јуни. Кои се условите, како може да се аплицира и колкав е интересот? Утрово во Македонија на утро разговараме со Зоран Недевски, раководител на секторот наплата. Господине Зоран, добро утро и добре дојдовте во утринската програма на јавниот сервис. Добро утро и од мене и од јавното предпријатие Водовод канализација. За почеток на нашиот разговор, ајде да откриеме што точно фаќа оваа акција за отплата на долгови без камата и на колку е намената. Значи, најнапред да кажеме дека акцијата за отплата на заостанатите долгови без пресметана камата ги опфаќа физичките и правните лица, со исклучок на правните субјекти кои што се под надлежност на државната и локалната самоуправа. Впрочем, овдека можеме да напоменеме дека со оваа акција се опфатени сите корисници кои имаат неподмирени долгови кон јавното предпријатие Водовод и канализација, од аспект на долгот да се однесува, значи, независно дали е за редовни сметки, тужени сметки или побарувања кои што ги има јавното предпријатие, а веќе се дадени за наплата кај овластени извршители. Овде би требало да се напомене дека подмирувањето на редовните и тужените сметки се врши во јавното предпријатие Водовод и канализација, додека подмирувањето на извршните, значи, решенија и извршните долгови кои што се дадени кај овластени извршители за наплата се врши кај извршителите и доколку корисниците во целост го подмират тој долг кај извршителите, ние како јавно предпријатие нема да пресметаме камата во иднина. Господине Зоран, по најавата кажав дека заклучно со 5 јуни трае оваа акција, меѓутоа дали постои можност за нејзино продолжување? Значи, акцијата започна на 24 пред 2 дена и ќе трае до 5-6. Нашите анализи кои што се извршени се и ни дадоа некој правец, некоја насока дека токму сега е моментот да се изврши оваа акција, токму сега е моментот да се даде можност корисниците кои имаат неподмирени долгови да ги подмират без пресметана камата и со причина како јавно предпријатие го пролонгиравме овој долг да не биде една недела или 2 недели, значи самото време траење со определен временски рок, меѓутоа факт е дека оваа акција трае 45 календарски денови и нема да има продолжување на оваа акција, значи ќе заврши на 5-6. Така. Она што исто така многу важно е дека граѓаните или правните лица треба да склучат договор со вашето јавно предпријатие. Како да склучат договор за отплата на рати и каде треба да се обратат и кои документи се потребни? Значи вака, покрај не е задолжително склучување на договори за отплата на рати. Значи зборуваме дека со оваа акција корисниците кои имаат неподмирени долгови, доколку се во можност, можат да извршат целосно подмирување на основниот долг без пресметена камата и тогаш нема потреба од склучување на договори. Меѓутоа, имајќи ги во предвид социјално-економските состојби, нашиот управен одбор има донесена одлука со која што се врши и одложено плаќање, значи, на неподмирените долгови кои што ги имаат корисниците. И физичките лица може, во зависност од висината на долгот, да имаат одобрено плаќање до 48 месечни рати, а правните субјекти до 24 месечни рати. Што е потребно, значи, за склучување на договорите? Потребно е физичко присуство секако во нашето предпријатие. Потребна е за физичките лица идентификација, значи лична идентификација, личната карта важечка, пасош важечки и впрочем за правните субјекти, значи потребно е печатот да се донесе и подписникот, лицето кој што е подписник за склучување на договор. Така, и за крај на нашиот разговор, каков е досегашниот одзив на граѓаните и дали очекувате зголемен интерес по наредниот период? Да, интензитетот е задоволителен овие 2 дена.
Во овие 2 дена имаме склучено околу 45, поточно 46 договори во висина од 3,4 милиони денари, побарувањата за склучени договори, а дополнително се значи и готовинските плаќања, готовинскиот тек е зголемен, така да очекуваме интензитетот да се зголеми. Така, навистина станува збор за висока сума на финансиски средства. Господине Зоран, ви благодарам за вашите објаснувања и што утрово бевте дел од Македонија. Дали имаме време еден апел да упатиме до корисниците? Може, се разбира. Значи, од моје име и од име на јавното предпријатие Водовод и канализација би апелирал до корисниците на нашите услуги кои што имаат неподмирени долгови, час поскоро да ја искористат оваа можност за подмирување на долгот без пресметана камата или исклучување на договори без пресметана камата, се со цел и можност да утре и во иднина немаат дополнителни финансиски импликации по нивниот джеп, да не удриме, затоа што сакам да потенцирам дека ова предпријатие не е буџетска установа, туку екзистира и се финансира од наплата на услугите од граѓаните, и за да имаме добра и квалитетна услуга и утре и во иднина, значи потребно е да се подмируваат услугите кои што ги нуди ова предпријатие. Воедно да напоменам дека законските нормативи ни даваат можност во иднина покрај тужењето, покрај извршните трошоци да извршиме и прекин на комуналната услуга, значи сите овие сегменти дополнително ќе го оптеретат буџетот на домаќинствата. Значи, уште еднаш апел до корисниците кои што имаат неподмирени долгови да ја искористат оваа можност. Апелот го пренесуваме и ние до граѓаните на град Скопје. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и вам. За акцијата со која што им се овозможува на граѓаните што имаат заостанати долгови да извршат уплата без пресметана камата во јавното предпријатие Водовод и канализација во Скопје, утрово во Македонија на утро разговаравме со Зоран Недевски, раководител на секторот наплата.